Денеска можевме буквално да видиме јасни на неколку пати признанија од единствениот сведок во процесот дека бил инструиран и дека бил под наредба на јавното обвинителство и полицијата. Неколку пати кажуваше како ме местел и како наведувал за да извлече зборови од мене. Тоа е јасно, секако судот ќе се ја донесе одлуката, но единствено она што можам да го испратам како порака, дека правдата постои, таа ќе дојде и вредно е секој човек да се бори до крај за неа. Јас верувам дека денеска после овие искази на сведокот треба да следуваат и некои други кривични пријави против службени лица, обвинители, МВР или слично. Ова јавно признавање во суд, како бил инструиран, како му се наредувало, како објаснувало, тоа во законот е забрането. Секако мојот адвокатски тим ќе оценат што ќе направиме понатаму во делот на тие постапки, а во претходната кривична пријава која што е поднесена немаме никаква информација. Разговараа министрите, ние разговаравме пред се во делот на взаемната подршка и разбирање дека навистина и двете земји, преку двајцата министри, двајцата премиери, пред се како носители на процесите на разговорите сме влезени сериозно и тоа е започит. Разговаравме колку е важно да се напредува соработката и пријателството помеѓу нашите две земји. Разговаравме дека навистина и 2017 година заврши со преку 1 милион посети на наши граѓани од Република Македонија на Грција. Само по себе покажува колку се поврзани граѓаните на двете земји и на крајот дека обврска е на двете земји на политичарите да ја напредат соработката за која што граѓаните се надеваат. Прва стратешка цел на Република Македонија е интеграцијата во НАТО и Европската унија. Уште една само ќе потенцирам, ние сакаме да го напредиме соработката со сите земји и со Руската Федерација. Но алтернатива за Македонија и граѓаните на Република Македонија нема, освен НАТО и Европската унија. И тоа го правиме не заради тоа што така сме определени, го правиме заради вредности. Ние веруваме во европските вредности, ние веруваме во вредности како што е владење на правото, слободата на изразување, слободата на општење, слобода на медиумите, јавна администрација сервисно ориентирана, човековите права и слободи генерално. Тоа е нашата определба. И тоа не е само на ЗАЕФ или на политичарите, преку 75%, а во некои случаи преку 80% од граѓаните се за таквата определба.